Минатата недела објавивме дека куќа во местото Елани на првиот крак на Халкидики од пред половина година се води на име на мајката на сопругата на актуелниот председател на Државната изборна комисија, Александар Даштевски. Според документите до кои дојдовме, 75 годишната пензионерка од Куманово го ополномоштила зетот Даштевски, а не например некој од своите деца, да ја води за окружи купопродажбата на имотот од 111 метри квадратни. Официјално, куќата чини 110.000 евра, иако слични недвижнини во Елани се нудат за најмалку 2 пати повисока цена. Нотарските акти ги обезбедивме со помош на грчки адвокат во Солун, а потоа, по неколку часовна проверка во Елани, го лоциравме и конкретниот објект. Станува збор за објект на 3 нивоа во типична грчка архитектура. Напред има дворно место, а во моментот додека снимавме тука, во куќата немаше никој. Семејната фотографија направена минатото лето во таверната во Елани исчезна од Facebook профилот на председателот на ДИК пред да емитуваме нашата претходна сторија. Непосредно пред емисијата, Даштевски испрати и писмени одговори на прашањата што му ги поставивме, меѓу другото, тврдејќи дека бил ополномоштен само за подигање документација, што е спротивно на нотарските акти кои покажуваат дека бил активно вклучен во купопродажбата. Дополнително, Даштевски кажа и дека е должен да пријави промена на имотна состојба само за лицата со кои живее во семејна заедница, а не и за тештата. ВМРО ДПМН на чиј предлог Даштевски е избран за председател на ДИК и СДСМ ја премолчаа веста, но не и Државната комисија за спречување на корупцијата. Точно и тоа што го кажал председателот на Државната изборна комисија, дека законот бара да се декларира имотот на потесното семејство, а тештата негова, односно бабата, како се вика, не спаѓа во негово потесно семејство, бидејќи не живеат заедно. Тој си постапил сосема законски. Меѓутоа, нашиот закон за спречување на корупција и судир на интереси не дозволува, доколку има ризици од несразмерно зголемување на имотот, на лице кое што е блиско лице на службеното лице, ние можеме да ја прошириме нашата постапка и да провериме кои се изворите, како тоа лице се стекнало со тој имот, така што и ние по закон ќе си постапиме за да провериме нели како е дојдено до тој имот и ќе видиме каде ќе не одведат трагите. Под поимот блиски лица, во Законот за спречување на корупцијата се подразбира и роднини по сватовство до втор степен, како во случајот на Даштевски и тештата. Миша Поповиќ од Институтот за демократија смета дека институциите треба да имаат информации за поширока листа на луѓе поврзани со службеното лице, која не мора да биде целосно јавна, но е важна при детекција на коруптивна мрежа. Пример, кумството е кај нас многу чест начин на поврзување помеѓу двајца кои што се вклучуваат во некакво криминално дејство. За кумовите не се пријавува имотот и интересите. Меѓутоа, не е само до кумовите, генерално многу е лесно вие да најдете некој што ќе ви го чува имотот, што нема да биде во кругот на луѓе кои што не се со задолжение, односно за кои што нема задолжение да се пријави имотот и интересите. Поповиќ вели дека постои напор од регионалната антикорупцијска иницијатива да профункционира меѓународен протокол на размена на информации, кој Северна Македонија го подпишала, но се уште не е ратификуван. Тоа би значило дека ако податоците се дигитализирани во сите земји од регионот, антикорупционерите би можеле полесно да ги проверат сите индикации. Ако регистарот, например, на имот во Грција е дигитален и ако таштата на Александар Даштевски е во листата на блиски лица на носителот на функција со претраги и меѓународна соработка, може да се добиваат навремено овие информации без да се базираме на успехот на свиркачи или на истражувачкото новинарство. Но и Грција не е до крај дигитализирана. Тамошниот катастарски систем нема единствена база, туку повеќе регионални канцеларии од кои дел воопшто не се дигитализирани. Затоа побаравме помош од адвокатот Солун, кој направи увид и презема фотокопии од јавно достапните документи за купопродажбата, што е во согласно со грчките закони, наспроти тврдењата на Даштевски дека со сторијата правиме 3 кривични дела,
повреда на тајност на писма или други пратки, неовластено објавување на лични записи и злоупотреба на лични податоци. Ивановска од ДКСК подсетува на иницијативата на носење закон за потекло на имот. Ние тој ризик го оценивме уште многу рано кога почнавме со проверките на имотната состојба, дека навистина има службени лица за кои што имаме дојави дека имале не знам вила во Маврово, имале не знам што, а во катастрот не стои дека е тој имот на нивно име. Ние од тие причини рековме дека неопходен е законот за потекло на имот. Од владата за 360 степени велат дека постапката за носење на законот е во фаза на допрецизирање на решенијата и дека во наредниот период усогласената нацрт верзија ќе биде предмет на јавна расправа, а ќе се бара мислење и од Венецијанската комисија. Ајде кај доме. Малку поваму да не накисне, да. Не, таман сум тука, а овие да се снимат. Пошто си дека нема да стигнат дали ќе се, кој ќе се. Немаме избори, се и сега последно. Оваа триумфална изјава на председателот на ДИК е дадена неполна недела пред локалните избори во 2021 година, кога пристигнаа последните фингерпринт апарати. Набавката која чинеше 11,2 милиони евра и на која стои подписот на Даштевски, е под лупа на антикорупцијска која ги проверува трансферите кон и од подизведувачите, како и техничкиот прием на купената опрема. Секоја од фирмите подизведувачи на Дермалог требало да добие по околу 1,5 милиони евра, а нашите проверки покажаа дека изборната 2021 за нив била навистина берикетна, со рекордни приходи и профити. Првата фирма, Алфазет, годината кога станува подизведувач на Дермалог, има приходи од 1,3 милиони евра, а трошоците изнесувале само 340.000 евра. Тоа значи дека профитот на фирмата е околу 74% од приходи за таа година или неверојатни 960.000 евра. Втората фирма подизведувач, Симболико, во изборната 2021 ги зголемила приходите 10-кратно споредено со претходната и ја завршила со профит од 380.000 евра. Годините пред и потоа се неспоредливо послаби. Од ДКСК велат дека активно работат на овој предмет. При краја имаше подетално истражување, пообемно истражување, се побара документи од повеќе институции, па дури се проверуваше нели и со од надвор документацијата што стасува и така натаму. Јас колку што имам информации е во завршна фаза, тоа значи дека ќе треба на некој нареден колегиум да се реферира пред колегиум и кога ќе има наредна седница да се соопштат резултатите во јавноста. Паралелно, исплатите на ДИК за изборните дејствија во 2021, вклучително и за набавката на фингерпринт апаратите, биле под лупа и на Државниот завод за ревизија. И од ДЗР констатирале дека двајца од членовите на Комисијата за јавни набавки во ДИК не се согласиле со изборот на Дермалог, како и дека 5 се оградиле од записникот за тестот за прифаќање на системот. Меѓу нив, како што објавивме, се и тројца IT експерти, како и тогашните членови на ДИК, Дитмир Ешеху и Кренар Лога, кои издвоено тврделе дека состанокот воопшто не бил тест за прифаќање на системот, туку PowerPoint презентација, како и дека не е извршен квалитативен технички прием. Констатираните состојби, според ДЗР, создаваат ризик дека тоа што е предвидено со тендерската документација не е испорачано од Дермалог. И додека ревизијата е готова, а антикорупцијска ги привршува проверките за набавката, прашавме во обвинителството дали ќе постапи подопрен глас, откако објавивме за спорните елементи од договорот со Дермалог и за куќата на тештата на Даштевски. Оттаму ни одговорија дека немаат отворено предмет подопрен глас, како и дека се надлежни да гонат, а не да откриваат кривични дела. Повикаа секој што поседува докази за сторено кривично дело, тоа да го пријави кај надлежните органи. Дали доколку никој формално не пријави, обвинителството ќе го преспие јавно пријавениот сомнеж.